Насловна страна на денешниот дневник. Со години телесните инвалиди бараат адаптирана плажа на Охридското езеро. Првата вија ферата на Галичица подготвена за авантуристите. На едно 4-члено семејство годинава потребни му се месечно 5500 денари повеќе за задоволување на неговите основни потреби. Платите не го следат растот на трошоците од живот, велат од ССМ. Свечено отворено 61-то издание на Балканскиот фестивал на песни и игри. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето претежно сончево со локална облачност, но ветровито и посвежо со измерени максимални 28 степени Целзиусови. Во текот на денот зголемување на облачноста, која попладне и вечерта ќе донесе нестабилно време со обилни врнежи од дожд. Се очекуваат дури до 40 литри на метар квадрат. Во текот на ноќта кон сабота врнежите продолжуваат. Во сабота над најголем дел од Европа претежно сончево со локална облачност и топло време, локално во Скандинавија, над источна и југоисточна Европа умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд. Во северните и централните делови на Балканскиот полуостров утре времето претежно сончево. Ќе има локална облачност и ќе биде свежо со температури под повеќе годишниот просек за овој период од годината. Во останатите делови од полуостровот умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд кои ќе бидат пообилни на југ од Балканот. Максималните температури на Балканскиот полуостров од 17 до 29 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон сабота, како и сабота, во Македонија времето облачно и нестабилно. Ќе има обилни врнежи од дожд, ветровито посвежо со дополнителен пад на температурите. Локално се очекува да наврнат од 15 до 30 литри дожд, а ќе дува и североисточен и северозападен ветер. Минималните од 9 до 18, максималните од 14 до 23 степени Целзиусови. Во Охрид во сабота облачно време со обилни врнежи од дожд, ветровито и свежо со североисточен ветер, минималната 14, дневната 18 степени. Во недела претежно сончево, ќе има локална облачност, ќе биде потопло, минималната 12, дневната 24 степени Целзиусови. Во понеделник и вторник свежи утрат со температура од 12, односно 11 степени, а во текот на денот сончево и топло време. Температурата 24, односно 25 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Дисконт Златна капка. Прв избор за сите ваши прослави и семејни веселби. Вршиме дистрибуција на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци по најповолни цени во Струга и Охрид. Од нашата винска карта одберете вино од реномирани странски и домашни компании. Од богатиот асортиман со над 600 производи, покрај алкохолни и безалкохолни пијалоци, можете да се снабдите и со квалитетни чаеви и кафе. Тајната на 5-годишното успешно обстојување е секогаш задоволни клиенти. Дисконт Златна капка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Повеќе од една деценија телесните инвалиди бараат адаптирана плажа на брегот на Охридското езеро. Изготвени се повеќе проекти, одредени се и неколку локации на брегот на Охридското езеро, но надлежните се уште немаат слух, се жалат од Сдруженијето Мобилност Скопје. Светот работи на пристапен туризам, а ниедно езеро во земјава нема плажа за инвалидизирани лица. Повеќе од една деценија инвалидизираните лица бараат адаптирана плажа. Изготвени се повеќе проекти, одредени се и неколку локации на брегот на Охридското езеро, но надлежните немаат слух, се жалат од Сдруженијето Мобилност. Со години се соочуваат со препреки. Најново е образложението дека езерото е под закрила на УНЕСКО и не смее да се бетонира брегот, но постојат и алтернативни решенија под теркот на развиените земји, каде успешно функционираат капалиштата за телесни инвалиди. Повеќето од нас, да речеме се во горните екстремитети и страви, кога би имала таква хидрулична рамка каде што би можел да влезе во езерото, тој понатаму би можел да плива. И ние би сакале да се капиме. И ние сакаме и да се сунчаме, ние сакаме да пливаме, ние сакаме истото да го правиме што го сака секој еден човек на оваа планета. Наместо во сопствената земја, лицата со телесен инвалидитет на одмор патуваат во соседството, бидејќи на домашните езера плажите им се непристапни. Зашто да би оделе по други места, кога можеме во Македонија да ги користиме тие услови? Во Македонија до сега на ниедно езеро не сме, нарочито па на Охридско, на најубавото езеро што го имаме, треба да имаме една приступачна рампа што може ние да ја користиме, барем и да влеземе да се избањаме во езерото. Светот работи на развој на пристапен туризам. Специјалната адаптирана плажа за инвалидизирани лица ќе ја збогати туристичката понуда на брегот на Охридското езеро и ќе придонесе за зголемување на бројот на туристи и од земјава и од странство. Првата вија ферата во Национален парк Галичица подготвена за авантуристите. Патеката за искачување ќе биде пуштена во употреба во понеделник 11 јули. Името на првата вија ферата на Галичица е Доброја, локален назив за растението Питомафоја. Оваа патека за искачување на посетителите ќе им овозможи нов вид авантура и еден сосема поинаков начин на другарување со природата и доживување на особено атрактивните панорамски вредности на паркот. До вија ферата се стигнува од излетничкото место Корита, по лесна пешачка патека во должина од 1,2 км и просечно време траење од 30 минути. Почетната точка на фератата се наоѓа на 1465 метри надморска височина, а највисоката точка која се достигнува е на 1685 метри. Вија ферата е изработена со финансиска поддршка од Понт, Преспа Охрид фонд за природа во рамки на проектот Авантуристичка зона во Националниот парк Галичица. За само една година вредноста на потрошувачката кошница пораснала за 5498 денари, објави Сојузот на синдикати на Македонија. Според анализата на ССМ, зголемувањето на минималната синдикална кошничка расте поради енормниот пораст на цените, а платите не го следат истиот раст. Минималните месечни трошоци на едно 4-члено семејство во јуни изнесуваат 39.710 денари и во однос на јануари се зголемени за 3.399 денари или за 9,49%. Од Сојузот на синдикати на Македонија, каде на месечно ниво ја пресметуваат синдикалната потрошувачка кошница, информираат дека за една година синдикалната кошничка е зголемена за 5.498 денари или за 16%. Порастот на цените и растот на инфлацијата, која од месец за месец е се поголема и за месец јуни изнесува 14,5%, влијае врз намалувањето на куповната моќ на работниците и доведува до осиромашување на целокупното население, велат од ССМ. Според нивната анализа, зголемувањето на минималната синдикална кошничка расте поради порастот на цените, поради драстичното зголемување на трошоците за живот на едно 4-члено семејство, а кое што не е следено од порастот на платите. Општина Охрид објави јавен повик за субвенционирање на ново регистрирани занаетчии категорија 1
согласно програмата за поддршка на локалниот економски развој за 2022 година. Предмет на јавниот повик е директна еднократна парична помош за регистрирање на дејност за наидчија со цел зачувување на овие занаети од изумирање, согласно регионалната занаетчиска комора Охрид. Висината на субвенциите за оваа категорија е максимални 12.000 денари. Право на учество на јавниот повик имаат физички лица кои досега не добиле буџетски средства за отворање на сопствен бизнис за субвенционирање од други извори, физички лица кои за прв пат се регистрираат согласно Законот за вршење на занаетчиска дејност, без ограничување на занаетчиската дејност која ќе ја вршат. Барателот на субвенција за учество на јавниот повик треба да достави барање за субвенционирање на регистрација на занаетчи на територијата на општина Охрид категорија 1. Барањето може да се подигне во архивата на општина Охрид или да се обезбеди од интернет страницата на општина Охрид. Потврда од Агенцијата за вработување дека лицето е невработено, доказ за стручно образование, доколку согласно правилникот за занаетчиски дејности, за дејноста треба да има доказ за стручно образование, фотокопија од диплома заверена на нотар. Документацијата целосно пополнета треба да се достави во еден оригинален примерок. Изборот на апликантите ќе се врши по принципот прв дојден, прв услужен, односно по редослед на доставување на барањата до исцрпување на предвидените средства. Време траењето на повикот е од објавувањето до исцрпување на средствата, но не подолго од 60 дена. Започна 61-то издание на Балканскиот фестивал на народни песни и игри. Фестивалот го отвори националниот ансамбл Танец, а на летната сцена на Долни Сарај во неколкута фестивалски денови ќе настапат десетина ансамбли од Македонија, Србија, Албанија, Словачка и Босна и Херцеговина, кои ќе ја представат богатата фолклорна ризница на Балканот. Со целовечерен концерт на националниот ансамбл Танец на летната сцена на Долни Сарај започна 61-то издание на Балканскиот фестивал на народни песни и игри. На свеченото отворање синоќа во името на покровителот на фестивалот, Собранието на Република Македонија, се обрати подпредседателот Горан Мисовски. Балканскиот фестивал е славење на животот низ песни и танци, што представува најубав начин на градење на пријателски мостови со светот. Тоа е еден вид на дипломатија и промоција на секоја нација и држава, кажа Мисовски. Тој упати честитки и благодарност до Националната установа Центар за култура Григор Прличев за континуитетот во организацијата и посветеноста во одржувањето на оваа традиција 6 децении. Собранието како представнички дом на сите граѓани на нашата преубава земја, кои се од различно етничко потекло, има огромна почит кон оваа манифестација, која овозможува афирмирање и промовирање на различните културни богатства на народите на Балканот, а и пошироко. Нивното промовирање преку музика, песни и танци е голема умешност и јас ги охрабрувам сите вклучени институции и присутни изvedувачи и во иднина да продолжите со зачувување и промовирање на овој фестивал, а ние ќе бидеме до вас за заедно да им ја всадиме љубовта кон народните песни и игри на младите генерации. Универзалните пораки на уметничкото изразување за хуманизам, разбирање на различностите и презентирање на сопствениот идентитет, јазик и културно наследство, кој ги упатува Балканскиот фестивал од Светиот и Светол Охрид, денес се уште позначајни во време кога над Македонија се надвиснуваат сеништата на минатото, загрозувајќи ја иднината на нашиот народ, истакна во своето обраќање градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков. Верувам дека и ова издание на фестивалот ќе го покаже милениумскиот цивилизацијски белег на македонците, кои што тоа го покажуваат и нашите драги гости од Балканот и пошироко. Балканскиот фестивал на народни песни е не само македонски, туку и светски културен трезор, во кого грижливо се чуваат богатствата на фолклорната традиција, не само на македонскиот, туку и на многу други народи. Тие фолклорни богатства се пренесувале од колено на колено со генерации, правејќи вистински културолошки филиграни кои им одолевале и им одолеваат на сите притисоци на современото живење.
Балканскиот фестивал ќе го затвори фолклорниот ансамбл Бисери од Охрид во понеделник 11 јули. До крајот на фестивалот на сцената на Долнисарај покрај фолклорни групи од Македонија ќе настапат десетина ансамбли од Србија, Албанија, Словачка и Босна и Херцеговина, кои ќе ја представат богатата фолклорна ризница на Балканот. Синоќа во Музеот на Народната банка на Република Македонија беше отворена изложбата Вредности и вредности по повод одбележувањето на 30 години од монетарното осамостојување во државата. Меѓу големото богато културно наследство, што е предложка за дизајнот на македонските банкноти, беа изложени и оригинални предмети од збирките на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Охрид, торзо на Божицата Изида, погребна златна маска, златни обетки, иконата Богородица Епискепсис, сат за Евхаристија во форма на голабица. При крај е изградбата на најдолгиот конзолен мост во земја, кој се гради во склоп на автопатската делница Кичево-Охрид, објави денеска министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Тој вчера по увидот на терен кажа дека се завршени 70% од работите за изградба на автопатот. Механизацијата е на терен. Автопатот Кичево-Охрид активно се гради. Голем дел од тунелите и мостовите се реализирани, а во овој момент се завршува изградбата на најдолгиот конзолен мост во земјава, објави денеска министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Бочварски Рустеми направи обиколка на целата траса и одблиску се запозна со градежните активности за изградба на автопатот. Должината на оваа автопатска делница е 57 километри, инвестицијата е во висина од 598 милиони евра, средства комплетно обезбедени. Вкупниот прогрес на градежните работи до овој момент изнесува околу 70%. Во текот на работната посета тие одржа и координативен состанок со представници од компанијата изведувачи со надзорот, каде им беше презентирана динамиката со која се реализира овој крупен капитален проект. На состанокот се разговараше и за роковите за изградба на 5 подделници, од кои 5-тата подделница од аеродромот Свети Апостол Павле до Охрид да биде пуштена за сообраќај до крајот на годинава, информираат од Министерството за транспорт и врски. 3 лица се повредени во сообраќајната несреќа која се случи вчера околу 14 часот и 25 минути на магистралниот пат Охрид-Кичево кај селото Песочан. Незгодата се случила помеѓу патничко возило марка Fiat Panda со скопски регистарски ознаки, управувано од страна на 31 годишниот љх од Скопје, и патничко возило Peugeot 306 со српски национални ознаки, управувано од 71 годишниот љб од Охрид. Во несреќата возачот љб и 29 годишниот ФБ од Скопје, сопатник во возилото Fiat, се здобиле со тешки телесни повреди, констатирани во болницата Свети Еразмо во Охрид, додека возачот љх се здобил со телесни повреди. Увид на местото извршиле јавен обвинител и увидна екипа од СВР Охрид, информираат од МВР. Ултрамаратон околу Охридското езеро во вкупна должина од 101,2 км истрча охриѓанката Ивана Иловски. За ваквиот подвиг и беа потребни нешто над 11 часови константно трчање во правец Охрид-Струга, Ќафасан, Поградец, Свети Наум, Охрид. Ивана скоро 2 децении живее во Сиднеј, Австралија и го користи секој слободен момент за тренирање и маратонско трчање. Досега учествувала во поголем број маратони со меѓународен карактер, а после 2-годишните ковид забрани конечно можеше да дојде и да ја посети фамилијата во Охрид. Од секогаш имав желба да истрчам околу Охридското езеро, па оваа година, токму на мојот именден, конечно си ја остварив. Патеката е со многу предизвици, особено на потегот од Свети Наум кон Охрид. Пријатно сум изненадена од инфраструктурата на албанската страна, каде што низ целата крајбрежна линија постои современа патека за велосипеди и пешаци. Времето беше претопло за ваков екстремен и исцрпувачки физички напор, но вистинскиот маратонец никогаш не се откажува, изјави Ивана веднаш после пристигнувањето на градскиот плоштад во Охрид. Додаде дека за пасионираните маратонци низ целиот свет ваквите патеки во должина од 100 км се вистински
магнет. Според неа, кога и од македонска страна би се оформила асфалтирана патека за трчање, во комбинација убавините езерото би можело да се еден Охрид ултрамаратон со меѓународен карактер. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Поранешниот јапонски премиер Шинзо Абе почина откако денеска беше застрелан на предизборен митинг во градот Нара. На телото на Абе биле пронајдени 2 рани, но куршуми не биле пронајдени за време на операцијата, соопштија од Универзитетската болница во Нара. Лекарите изјавиле дека раната била толку длабока што допрела до срцето. Атентаторот не се обидел да избега папукањето и веднаш бил фатен. Бил поранешен припадник на јапонските маринци, при што наводно пукал со пиштол од домашно производство. 41-годишниот атентатор и рекол на полицијата дека бил незадоволен од Абе и затоа сакал да го убие. 67-годишниот Абе беше премиер со најдолг стаж во историјата на Јапонија. Прв пат беше избран во 2006 со едногодишен мандат, а потоа беше премиер од 2012 до 2020 година, кога се повлече од здравствени причини. Тој е првиот убиен, актуелен или бивш јапонски премиер од 1930 година. Европскиот парламент усвои резолуција со која повика правото на легален и безбеден абортус да биде вметнато во повелбата на фундаментални човекови права. Одбивањето на оваа процедура треба да се смета како форма на насилство против жените. Текстот на резолуцијата започнува со осуда на одлуката на Американскиот врховен суд, која според Европскиот парламент предизвикала политички превирање и ја продлабочила поларизацијата во општеството, а истовремено го вклучила и алармот за глобално уназадување на сексуалните и репродуктивни права. Необврзувачката резолуција, која беше усвоена со 324 гласа за и 155 против, европратениците прстот го вперија и кон некои земји членки на Европската унија кои изминативе години поставија значајни бариери во пристапот до абортус, како Полска, Словачка, Унгарија и Хрватска. Нов бран на COVID-19 предизвикан од мутации на Омикрон се шири низ Европа. Бројот на заболени секојдневно расте. Шефот на оделението за вакцини во Агенцијата за лекови на Европската унија истакнува дека порастот на преносите меѓу постарите старосни групи почнува да создава сериозна болест. Европската агенција во април советуваше лицата над 80 години да добијат друга вакцина. Тоа сега се препорачува и за луѓето на возраст меѓу 60 и 79 години и медицински загрозени поради било која здравствена причина. Австрискиот парламент пак едногласно ја усвои одлуката за укинување на законот за задолжителна вакцинација против коронавирусот. Сериозни обвинувања на директорот на FBI и шефот на британската разузнавачка служба MI5 упатени кон Кина. Тие одржаа заедничко обраќање во седиштето на агенцијата MI5 во Лондон за да предупредат на заканата, пренесува BBC. Ова со Украина ќе биде мало бебе во споредба со она што не чека, предупредиле двајцата шефови. Директорот на FBI изјавил дека Кина е најголемата долгорочна закана за економската и национална безбедност. Плановите на Кина представуваат уште посериозна закана за западните компании, отколку што мислеле, и дека Кина користи сајбер шпионажа за да измами и краде во масовен обем. Шефот на MI5 пак рекол дека неговата агенција повеќе од двојно ги зголемила своите активности во последните 3 години за да го спречи порастот на кинеските активности и дека наскоро ќе го зголеми надзорот на кинеските акции. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Довидување.